Високите цени на нафтата и дрвата се понеизвесен го прават стартот на новата учебна година за учениците од подплачковичките села. За оние од предметна настава надлежните мислат како да стасат до Централното училиште Страшо Пинџур, а за учениците во оделенска настава со што да ги стоплат селските училници. По две неуспешни јавни набавки за огревно дрво, општината ќе распише уште една, надевајќи се дека овој пат ќе се најде оператор. Меѓутоа, проблемите со самата инфлација во денешно време имплицира и во овој дел, во делот на затоплувањето. Се надевам дека ќе се јави некој на овој тендер и да може конечно да склучиме договор за да обезбедиме за престојната сезона. Имено ние веќе имаме за старт на грејната сезона имаме обезбедено од минатите години од заштеда, меѓутоа недоволно за целата година. Неуспешен е и последниот тендер за училишен превоз. Единствената фирма што се јавила побарала за речиси 40% повисока цена од онаа што ја предлага општината. Потребно е зголемување на блок дотациите, воспротивно училиштата и општините ќе тонат во долгови, појаснува Карбинскиот градоначелник. Покрај сите други економски неприлики кои што се случуваат, едно тешко време на вистина и гледаме што се случува дека цените одат нагоре. Мислам дека доколку помине се во најдобар ред, дека ќе се стабилизира понатаму, меѓутоа повторно овде државата треба да игра клучна улога за стабилизација на економски план. Во Карбинци училишен превоз користат 109 ученици од 9 подрачни училишта, од кои најголем дел се во селата во Подплачковичкиот регион.